Здраво, Македонија! И денеска си продолжуваме со вашиот и наш омилен квиз Листа за 300, квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Знаете дека Иван и Дарко се победниците од минатото издание на нашиот квиз, што значи денеска тие се оние кои што ќе седнат во домакинската кабина. Дали ќе има некакво влијание на нивниот крајен резултат или пак не, ќе дознаеме во продолжение, а и самите ќе ни кажат. Но, да ги поздравиме домакините Иван и Дарко, повелете! Морав малце драматична најава. Здраво. За вас, деца, што ли ќе биде, како ли ќе биде? Добри, супер е се, да. Секогаш расположени, Да, спремни за игра. спремни за игра, така е. Без разлика кој е, добро, сакаме секогаш победа, нели, но не дозволуваме на нашето расположение да биде така, да се сепак да не се лажеме. Да не се лажеме, јасно. Нели, И тоа е. двајца да сме љубители на квиз и доаѓаме со позитивна енергија секогаш, така да... Па кога човек доаѓа, мислам кога се гледа позитивно на работите, полесно ги совладува и резултатите се секогаш подобри. Барем моето животно искуство е такво. Не знам, кога сум нервозен, ништо не ми излегува како што треба. Сам правам многу грешки, киксови и Се само оди наопаку. Да, се оди наопаку, и таков човек сум нешто, влегам во спирала некој и од лошо во полошо и на ама викам. Ама и расположен кога се може така да се улетеш како прошли пут, па како ние ще избрзавме. Може да. Значи треба човек да најде Може со некој две острици, баланс. Да, не треба ни премногу лаба во животот да биде така. Не премногу несериозно да ги сваќа работите. Нема повеќе да ве деконцентрирам, да не сакате да поздравите некој, да додадете нешто или се што имате да кажете ќе биде од внатре. Ке биде од внатре, јас мислам, да се чува. Добро, одлично, ми се допаѓа се ова. Епа, момци, знаете дека сте домакини повелете во домакинската кабина. Благодариме. А наспроти Иван и Дарко ќе седнат искусни квизаджи кои што сега ја превземаат улогата на предизвикувачи. Во предизвикувачката кабина ќе седнат Трајче и Ристо. Да ги поздравиме. Господин Трајче, како сте? Добре. Добри. Господин Ристо, како сте? Може малце понапред. Така, супер сме си. Како сме денеска? Одлично. Расположени за игра? За тоа сме дојдени, да бидеме расположени. Така, мило ми е. Денеска расположени ликови гледам во листа за 300. Ствари, секојаш гледам расположени луѓе во листа за 300, да не се лаѓеме. Сега може на крајот, тие што ќе изгубат, малце потажни си одат од другите, но сите со едно убаво искуство си излегуваат од Кога тука. е забава, секогаш е добро. Така е. Нема лутење. Така, не ни треба да има сега, нели? Да. Гледам и така ни е направен квизот за да не ве скараме, нели, што викаме. Така гледаме да биде барем. Се дали успеваме во тоа, ќе видиме. Да не сакате да додадете нешто? Нема ништо. Поздрав до гледачите на Сител, любителите на квизот. И тоа е Така, тоа е Ристо, тоа. Исто се на поздраво на квизаджиите, листа за 300. Листа за 300 до сите квизаджи, мило ми е. Почувате како предизвикувачи, имате опасни надпреварувачи наспроти вас. Јас што викам иднината на квизот во Македонија. Но и вие сте искусни квизаджи со многу знаење, тоа се го покажале и докажале во минатото, па се надам дека ќе биде интересно. Дали сте уплашени, или не? Па секој пат има некоја треба позитивна. Малци, позитивна, така е. Ако се сконцентрирам, мислам, ја фокусираме натаму, може и добро да излезе од сето тоа. Супер! Да не ви одзимам повеќе внимание. Господа, почувате како предизвикувачи, што значи ваша предизвикувачката кабина, повелете. Иван и Дарко, односно Трајче и Ристо се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, да ги провери мислите дали си работат како што треба. Знаете сите дека не сакаме никакви проблеми да имаме додека трае нашиот квиз. Па затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Трајче и Ристо, дали се слушаме? Да. Да. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков проблем да ми кажете, ако нешто не е јасно, не сте ме слушнали како што треба, ве молам да ме прашате. Договорено? Договорено. Сега ќе исклучим и вашата кабина, да се слушаме со Иван и Дарко, дали се слушаме? Да, како што треба, одлично. Домаќини, да стартуваме? Може. Ајде, музика! Може да продолжиме понатаму. Имаме зелено светло од домаќините, а и од предизвикувачите дека се во ред со нивните кабини. Да почнеме тогаш со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си почнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи.
Зборови на 4 или 5 букви кои почнуваат со буквата И. Бараме зборови од 4 или 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат на буквата И, како искра, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Зборовите мора да се кажат само во еден род, без членување и во еднина. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и слично. Иван и Дарко, дали ни е јасна темата? 4 и 5. 4-5 букви само во еднина, во еден род и без членување. Да знаеме. Да. Да, Трајче Ристо, дали ни е јасна темата? Да. Уште еднаш ќе повторам, значи 4 или 5 букви почнуваат на буквата И, но мора да се во еднина, во еден род и да не се членувани. Разберено. Ете, готово, супер. Знаете, драги гледачи, дека во првата лицитација, први со лицитирање започнуваат оние кои што се некомни предизвикувачи. Во таа ситуација, денеска се Трајче и Ристо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Трајче и Ристо, кога ќе имате понуда, кажете ми ја. 10. 10. Стартуваме со 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 18. 18. Едно повеќе. 19. 20. 20. Нека одговара. Да одговара? Да, може. Ајде да видиме, немаме многу надавања, на 20 застанавме. Трајче и Ристо, немате многу полиња за пополнување, треба да ни текнат 20 зборови на 4 или 5 букви кои почнуваат со буквата И. Но како што реков, мора да се во еднина, во еден род и да не се членува. А множина не. Не множина. Само во еднина, да. Игла. Игла. Само момент, пополека додиме за да не направиме некој, да не занемариме некој збор. Игла е точен одговор, потоа? Игра. Игра. Така е. Сега придавки може и придавки. Може и именки, глаголи, придавки, прилози, се. Играч. Играч. Така е. Исто. Исто. Така е. Исток. Исток. Точно. Изрод. Изрод. Така е. Извод. Извод. Исказ. Само момент. Извод. Исказ. Излет. Само по исказ. Како рековме сега? Излет. Излет. И излет е точен. Излез. Излез. Така е. Изгор. Изгор. Изгор скапо. Така е. Извор. Извор. Така е. Икра. Икра. Така е. Инаку. Инаку. Точно. Ибрик. Ибрик. Точно. Итен. Итен.
Така е, уште 4. Иако. 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 Така е, уште Иште 3. друг. Инаку. Инаку. Кажано инаку, извини. А кажано е. Да, сега го... Итен. Иден кажано, итен. Итен. Иден. А, иден, иден. Иден. Да. Иден зет. Така е, точен одговор и уште 2. А, турцизми може? Ако ги има во речника нас... Илјач. 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 Или лек. А уште? Да. Вака. Дали Илјач или Илјач? Со Љ или со Лј? Нека со ја, Илјач. Илјач. Илјач, да. Илјач, важи. Нема Илјач. Многу ми е жал, Ристо. И Трајче, ништо не го тоа е првата лицитација ни. Мене најмногу ме боли дека пред самиот крај бевме на 2 на зборчиња или на 2 поима што го губиме поенот. За џабе маката е што викам, ама не е за џабе, чекајте, не се разочарувам, имаме уште една лицитација за играње, може целосен пресвр да се направи. Ништо не готово, сега ќе ви прочитам дел од овие зборчиња, сега ќе ви текнат, верувам, и ви текна доста, но еве, ги имаме тука израз, износ, измет, потоа излив, изум, изучи, икона, потоа имот, имун, инает, ирам, ирис, потоа искра како искра за пламен, ислам, испад, ифтар, итрец и така натаму. За жал Илјач како Илјач го нема во македонскиот речник. Но ништо не е готово за Трајче и Ристо. Прво да им честитам Иван и Дарко, честитки за освоениот поен. Фала. Ги фативте на мало кикше, на среќа, нели што Да. се вика. Но тоа е што не го менува фактот дека поенот се ке вас и значењето не му е помало. Без разлика како е Апсолутно. така. Но ништо не е готово, добро тоа го знаете вие, драги гледачи. Имаме уште една лицитација за играње која што ќе одлучи дали Иван и Дарко веднаш по ова одигран игра ќе застанат тука на главната сцена или пак Трајче и Ристо ќе ги заматат сметките и ќе направат целосен пресврт преку следната лицитација па пеналите и потоа да застанат тука со мене на главната сцена. Но, да не типуваме, да не гатаме, да не гледаме на картија што викам или пак на камчиња, да видиме што ќе се случува тука во живо. Време за втората лицитација, а темата за истата гласи. Македонски пеачки на забавна музика. Бараме име и презиме на македонски пеачки, кои пеат забавна музика и кои имаат објавено барем една забавна песна, без обзир дали се уште актуелни или пак не. Доколку некои од нив се познати под уметничко име, ги признаваме и нив. Иван и Дарко, дали ни е јасна темата? Да. Да. Одлично, Трајче Ристо, дали ни е јасна темата? Да. Да, супер. Знаете, драги гледачи, дека при второто надавање, односно втората лицитација, први започнуваат да надаваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Трајче и Ристо. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Иван и Дарко. Трајче и Ристо, која ќе бидете подготвени? А сегашни или воопшто? Воопшто. Значи без разлика, дали се живи, дали пеат се уште, Добре, дали еве не. со 10. Во ред. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14.
14, 15. 15, 16, 16, Мата 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. 20, Стигнавме до 20. до 20 стигнавме. 21, 21, 22, 22, 23, Майкъл Джордан, 23, 24, 24, 24, да. едно плюс. Договорено 25. нека одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме Трајче Ристо. Вие префрлија на вас работата. Доста им беше сега од одговарање, барем сега за сега. Пополека се како да се спремат за пенали, ако имаат шанса, натаму име паметот. И рекоа, ајде Иван и Тарко нека одговараат македонски пејачки на забавна музика. Имаме 25 празни полиња, Македонија изобилува со пејачи и пејачки. Ризница. Да, што да беа, стварно не беа, добар ген влечеме. Тоа е тоа. Уште нели, некои убаво заработуваат од тоа, но голем бил и кубурат, како да кажам. Знаеме како е животот тука, нема да навлегуваме на тоа. Да. Кога ќе бидете подготвени, момци? Колку треба да кажеме? 25. Што е многу, бе. 20. Одиме со... Како песна. ќе биде. Да, со сестрите. Прво Лидија Кочовска. Лидија Кочовска. Едната од сестри. Да, бе, да. Да, едното од сестрите. Оно не глумица. Бе, пееше, има песни Не, чекай. 100%, 200%, бе, 200%. Добре. 200%. Добро, да. Добре, ќе видиме. Така. Тања Кочовска, и Тања глумица, и Кочовска. пејачка, све. Легенди се Убаво, двете. Да. Многу си ги сагам и си ги почнам. Живи и здрави да се, така е. Олгица Христовска. Олгица Христовска. Така е. Елена Петреска Елена Петреска од Прилеп. од Прилеп. Голем поздрав до незе. Точен одговор. Андријана Јаневска. Андријана Јаневска. Јана Јаневска ми е добар пријателка. Голем поздрав до незе. Не ми текна каде последно се видовме. Не е важно. Ерзана. Само момент, Андријана Јаневска. Абе, тој беше уметничко се. Не ги сакате песните во режија, што е проблем? Точен одговор. Ерзана и беше како уметничко. Добро да е Рзана. Ерзана се, кај Да се знаеме, распределки. красничи. Па не, Рзана и така знаеме. Така ја знаеме, да. Рековме Моќна дека традиција. ако има уметничко име или дека како настапуваат, не мора име и презиме, нели Да. не знаеме. Така е. Ребека Ребека. Јанковска. Така е. Калиопи, Калиопи. Калиопи, точен одговор. Каролина Гочева ја кажавме, не? не. Каролина Гочева. Каролина Гочева. А ова нова се што пее Така е. со пајак. Маја Создановска. Создановска. Маја Создановска. Голем поздрав до Маја. И она ми е многу добра другарка. Малски баш. Чекај само, извини. Маја Создановска, да. И со брати се познам, голем поздрав. Да сазна. Маја Оđaклиевска. Маја Оđaклиевска. Пред некое време прочитав дека Маја Оđaклиевска е жената која што има најмногу бракови за себе, и ако не се лажам, прочитав дека има 7-8, може и повеќе од тоа беа. Бракови за себе. Си кажал, пак на крајот се заклучува дека најубаво е сама, нема што да ги трпи сите. Така е, Маја, голем поздрав до тебе, точен одговор. Ќе заборавевме за малку Тамара Тодевска. Никако Тамара да не Никако, заборавите. Тамара Тодевска.
Така е, точен одговор. Тијана Дапчевиќ. Дијана Дапчевиќ. Тодорска. Така, нема Тодорска, само Дапчевиќ е порано беше Тодорска, Да. сестрина Тамара. Добре, ја знае македонската јавност која е Тијана Дапчевиќ и игра во една серија иста наша. Потоа, Но не Неделковска. Ноне Неделковска. Една од моите најомилени личности. 30 години на брод. Да, ми фали тука во Македонија, ама гледам дека животот супер и собива таму, па... Елена нека се Ристевска, да не ја забравиме. Точен одговор, Елена Ристевска. Елена Ристевска покрај пеачката кариера и успешна бизнис кариера, браво за незе. Магдалена Цветковска. Магдалена Ена Цветковска, да. Магдалена Ена Цветковска, Магдалена, добро. Имаме еден спот глумено на Ена. Аха, со Ена и со Да? ДНК беше, да. Со Ена и ДНК. Сите па во трчање Уште колку остана? 5 кила. Уште 8 валјат. 9. А како групи се рачунаат или мора да биде соло артисти? Не, соло Еве ја знаеме мора да е пејачка, пеачката. глед, може да е пејачка од група, но мора името и презимето да ги знаеме точно незе. Да разбираш, не на групата, туку баш на незе. Сакина. Бенд. Бенд. Плевнеш. Да. Па тогаш да. Ако е Силви Плевнеш. Силви. Силви Плевнеш, ајде да видиме. Ако е пеачката Силви Бен, Силви Плевнеш. Па Или ја не не е Силви ризикуваме? името, да не Окей. мислам нема Ајде, кажувај. Љупка Џундова. како Љупка. Забавно пење? Да, бе. На скопски фестивали на често Добро. на вако. Како Љупка? Љупка Џундова мислам дека беше. Џундова. Да. Љупка Џундова. Тоа гледавте до сега е актерка од постарата генерација. Да. Многу ми е крива. Добро почнавте. Стварно после ви текна сите од имиња кои што можевте да ги Да. играте. А од ми вика да не брзам и он брза. Со својка по глав. Да. Ништо не е готово. Впрочем, и за пенали ве бива, сакате пенали да играте. Минатата Секогаш. емисија, пеналите беа тие кои што ве однесоа до култното место тука, или местото за финанси, наречено листа за 300. Но тоа е што е резултатот 1-1. Внимавајте, играме пенали. Трајче и Ристо, ви се насмевни на вас среќата сега, за да се избалансираат нели работите во студиото. Го освоивте поенот, направиете мал кикс, дали вие ја знаете Љупка Џундова? Па актерка е. Да, актерка. Веќе знае по тие грешка. Така, А иначе Живее во Австралија, мислам, Љупка Џундева. така. иначе 25 дена многу, ама Да, па да, нели, кога ќе не се сетуваш. Глумеше во петорката, златна петорка од филма на Горан Тренчевски. Да, браво, сете убаво, научив ја нешто. Ново, супер, баш ми е мило. Фала за информациите, Ристо. Честитки за поенот, но внимавајте, сега ќе играме пенали, на пенали одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Но пред да си продолжиме на пенали. Да прочитам дел од оние македонски пејачки на забавна музика, има малци, издвоено ги има многу. Александра Пилева, Викторија Лоба, Ева Неденковска, потоа Ена Веко, Маја Вукичевиќ, Маја Гроздановска Панчева, Маргарита Христова, Олгица Христовска, добро, Сашка Петковска, Сара Марковска, Сузана Турунџиева, Тања Царовска и така натаму. А сега, драги гледачи, како што напоменав, ќе играме пенали. Пеналите ќе одлучат дали Иван и Дарко ќе застанат тука или пак Трајче и Ристо, затоа да не должам повеќе. Тема за денешните пенали е држави кои во името ги содржат буквите Ц, Ч или Дж. Бараме имиња на признати суверени држави од Обединетите нации од целиот свет, во чие име се содржи било која од буквите Ц, Ч или пак Дж. Доколку името има два збора или повеќе збора, буквите можат да бидат во било кој од зборовите.
Се разбира, ги бараме имињата во наша транскрипција. Ќе ви кажам само да внимавате на србизми во оваа игра. Иван и Дарко, дали не е јасна темата? Да. Да. Супер. Трече вашиот прв одговор? Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Така е, точен одговор. Нашиот јужен сосед, да. Да, да продолжиме со соседство. Добро. Грција. Така, одиме со земјите од соседството, Грција. Точен одговор за Иван и Дарко. Франција. Франција. Така е, Турција. Турција. Да. Така е, Словачка. Словачка. Така е, точен одговор. Чешка. Чешка. Чиле. Само момент, Чешка, така е. Чиле. Чиле. Чиле, точен одговор. Венецуела. Венецуела. Таджикистан. Само момент, Венецуела, така. Таджикистан. Таджикистан. Таджикистан, точен одговор. Чад. Чад. Каде? Така е. Ботсвана. Ботсвана. Така е. Камбоджа. Камбоджа. Джибути. Само момент, трече. Да запишеме Камбоджа, потоа Джибути. Джибути. Така е. Маурициус. Маурициус. Фиджи. Само момент. Извини, треđe, ама... Ете така, Маврициус, точен одговор? Фиджи. Фиджи. Така и Фиджи е точен одговор? Немаме многу време за мислење на пенали, другарчиња. Мораме да кажеме одговор. Морам да почнам и да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Иван и Дарко, дали имаме одговор? Немам. Вака ќе изгубиме. О, другарче, кај се Црна Гора, Швајцарија, да ги имаше тука. Многу ми е жал. Многу ми е жал. Да, ја заборав. Да. Рековте ќе одиме со земјите од соседството и ќе кажавте само Босна и Грција и тука застанавте. Ја очекував дека нели ќе играм и Црна Гора, тука потоа ги имаме и Централна Африканска република, Џибути, Швајцарија, како што реков, Сао Томе и Принципе, Света Луција, Словачка кажавме. Не ни останува многу. Азербејџан е тука, тие се уште 4-5 државички ни останаа кои што можеме да ги играме. Многу ми е криво што времето не сгази, да не речем кондицијата. Да. Иван и Дарко, секогаш супер надпреварувачи, секогаш ведри расположени, ќе ми фалите многу во студиото тука на листа за 300, ама знаете, за добри луѓе и добри надпреварувачи како вас, вратите се секогаш отворени. Ве очекувам во блиска иднина повторно да се дружиме. Со среќа да си ги користите парите кои што ги освоивте, оние 150 евра, иако верувам дека изнаењето и желбата за да освоите повеќе пари беше другачи и поголема. Но така е, тоа е што е. Следен Така е, ќе ви биде тоа плюс дополнителен потик за повторно да се пријавите и да дојдете, да ни се светите тука. Да. Иван и Дарко, фала ви за учеството, се гледаме во следната прилика. Трајче Ристо, добро одиграно. Ете, вас сега Вели, да и да стане текна за овие Швајцари. Знам. А Сао Томе и Принципе ми беше на... Да, тоа ќе го играше за Швајцарија и за Црна Гора. Не, воопште. Знам ве приметив. И Азербејџан исто. Да, знам. Добро едноставно, така. Не ти оди паметот натаму кога не ти е. паметот. Така е, трајче Ристо, тоа не го менува фактот дека вие сте денеска победници и дека ќе имате шанса да си освоите парична награда.
Повелете тука на главната сцена, а вие останете со нас, драги гледачи, да видите што ќе направат Трајче и Ристо во продолжение. Се враќаме веднаш по паузата. Трајче и Ристо ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе ни освојат парична награда и колкава ќе биде иста, да ќе дознаеме во продолжение. Господа, добре дојдовте на местото кое што одлучува дали со пари ќе се отидете од тука или не. Не е страшно, сте биле во оваа ситуација, знаете како се одвиваат работите. Да, уште една само да се подсетиме пред да ви ја соопштам темата. Нашата листа е составена од 15 прасни полиња кои ако ги испишеме со точни одговори, ќе си заминеме со максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви се загарантирани 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150 евра, за 12 точни одговори си заминувате со 200 евра, се извинам, и за 15 точни одговори си одите од нашето студио со парична награда од 300 евра. Трајче и Ристо, дали сме спремни? Можем? Да. Како стоиме со XU филмовите од екс Југославија? Па, и така е. Да, така, ќе видиме. Ајде да се навратиме малце наназад, да освежиме меморијата, да се подсетиме на едни поинакви времења. Слушајте, вие добро... Одамна завршени. Одамна завршени времења, да. А вие исто така слушајте добро, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема актери и актерки кои играа во филмовите Битката на Неретва и Сутијеска. Извор: филмската база на ИМДБ. Ги бараме најмалку презимињата на актерите и актерките или актерките кои играа во култните воени филмови Битката на Неретва и Сутијеска. Така ли со? Ни се погодили темава или... Чеки, таму имаме и глумци од страна. Има, еве. Може да спомнате нив? Се како не, еве, друг... Сите оние кои што Сергеј играле... Бондарчук, почнуваме. Почуваме одма. Добро. Како рекове, Сергеј Бондарчук. Бондарчук. Сергеј Бондарчук. Име играно во Битката на Неретва и е точен одговор. На Франко Неро, мислам, играше. Само момент. Франко Неро. Франко Неро исто така игра во култниот филм Битката на Неретва и е точен одговор. Јул Бринер. Јул Бринер. Познатиот Јул Бринер, за тие кои што не се сеќаваат, препознат ли по неговата келјава фризура, да. Да. Точен одговор и го глуми другарот Тито, ако не се лажам, во филмот, така? Или не? Не беше, не. Ричард Бартон. Да, Ричард Бартон го глумеше, уште сум заборавил. ајде. Срамота, Марче. Одеме се. Кој се извинуваме на Маршалот. Да, Јул Бринер. Минерот беше Јул Бринер, така е. А честитки за првите освоени 50 евра. Благодаря. Одиме понатаму. Одеме со Ричард Бартон. Чекай, право да размислиме дали има 3. Имаме. Сигурен си? Кај дојде се. Ајде. Чекај само момент, рековме Ричард Бартон. Пред малку заклучивме дека Ричард Бартон го глумеше другарот Тито, така? Да. Во филмот Сутијеска. И тоа е точен одговор, кој ќе биде петиот. Бата Живиновиќ. Бата Без него не Живиновиќ. може. Без него не може. Така е. Бата Живиновиќ има игран и во двата филмови, легенда на овие простори. Па треба да го има и Љубиш Самарчиќ. Само момент да го пишеме, еве, Бата Живоиновиќ. Така е. И кој рековме? Љубиша Самарчиќ. И Љубиша Самарџиќ за 100 евра. Љубиша Самарџиќ исто така има играно во двата филма, и во Битката на Неретва и во Сутијеска, што значи шести точен одговор и 100 евра се ваши сега за сега. Што правиме за понатаму? Ќе одеме уште три па за после. Ајде. Колен Геловски игра ја, мислам. Колјан Геловски, точно така, нашата легенда. Во двата филма игра. Милена Дравиќ. Само момент. Така е, потоа Милена Дравиќ. Милена Дравиќ. Столе Рангеловски. Само момент, да не брзаве тука да не направиме грешка. Милена Дравиќ, така е, и во двата филма има играно точен одговор и за 150. Столе Аранđelović. Столе Аранđelović. Столе Аранđelović исто така има глумен и во Битката на Неретва и во Сутијеска, што го прави девети точен одговор за Трајче и за Ристо, и 150 евра се во ваши раце. Што правиме сега? Само да размислим сега. Размислете. Може германец. Да.
Кирстен, да, как беше? Кригер ли беше? Кригер. Имам го глумаше на Кригер. Не, сега ми беше от сръбските има още. Беше Борис Дворник. Да, Борис Дворник. И да, Борис Дворник там. На добар пат сте, мора да ви признам. Кой германец, дори беше. Мишам глумаше и Фабиан Шовагович от двата уединения. Играше и той. Фабиан Шовагович и... Германец. Павле Войсик играше ли? Да, Павле Вуйсич беше. Да, Одиме понатаму, Павле Шабле. Вуйсич. Со Павле Вуйсич. Да, он беше четнико, мислам, така нещо. Хајде да видиме, ама ни треба последни лише две. Павле Вујсич, за 10-ти одговор, да видиме дали е и точен. Кой го кажава пред това? Борис Дворник? Павле Вујсич игра во битката на Неретва, што значи 10-ти точен одговор за Трајче и за Ристо. Борис Дворник? Борис Дворник. Легендарниот Борис Дворник има играно и во битката на Неретва и во Сутјеска. Точен 11-ти за 200 Фабиан евра. Шовагович. Фабиан Шовагович. Фабиан Шовагович. За Фабиан не сум сигурен. Во Сутјеска не е, во битката на Неретва. Дали знаете кој улога играше? Не. Тифусарот. Да. Тифусарот во битката на Неретва. Чекай, имаше още един тифусар. И точен 12-ти одговор да пукне за 200 евра. Тежко уши 3. Овај германец. Ајде, никој поблиску не сме биле до 300 евра вака. Керстен Данс ли беше, како беше? Ќе ти кажам, не е така, за да не Не, се друг вртиш. че беше. Има и наши актери. Чекай, а таа на жена пак друга беше. Бе глумица. футбол. Не, пак от старата генерација, генерацијата на Милена Дравич беше. Да се ги вземе, тя утнеме, уши ден да ни текне. Ајде, додаме доста. По 100 евра да делиме? По 100 евра или ќе одиме понатаму? Да не ги изгубиме и тия. Дај да не ги изгубиме и тие, да, паметно. Да покриеме трошко. Епа, честитки, Благодарам. важи се 200 евра и на моје огромно задоволство се дружиме и во следното издание на нашиот квиз. А сега ќе ни ги кажеш, ќе ни е криво малко. Ке ви, па добро, сега вака кажавте и вие мора да признавам, доста тука ги имаме, него кажавме Орсон Велс. Максимилијан Шел. Американец. Има ли Максимилијан Шел? Не. Само момент да видиме Максимилијан. Вака го немам сега на листот и сега не би можел да ти кажам, но еве ќе ви ги прочитам оние. Полковник, генерал. Ги имаме Милена Драви кажавме, Орсон Велс реков, Павле Вујсич, Столе Аранџелови, Силва Кошчина, Сергеј Бондарчук, Франко Неров, Фарук Беголи, Фабиан Шовагович, Харди Кригер и Шпела Розин, тоа се од битката на Неретва. Ги имаме од Сутјеска Љуба Тадич, Ирена Папас, Берт Сотлар, Раде Марковиќ, Релја Бачич, Јанес Врховец, Неда Арнерич, За Недар Нерич. нашата легенда Мите Грозданов и Лане Гутовиќ. Това картините, как ја кажа Ирена? Извини, и чекај, не знам, Ирена Папас. Да, не ја знае, кога. Ете, драги гледачи, видовте денеска како се одвиваше целото издание на Листа за 300. Верувам дека на вас ви беше забавно колку што ми беше и мене тука во студиото. Супер си поминав, а за тоа се благодарни и едниот и другиот надпреварувачки пар. Трајче и Ристо со здравје, нека се ги трошат овие 200 евра кои што ги освоја и секако нека се припремат убаво за следното издание на нашиот квиз. А секако, вие останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител. Чекате го следното издание на Листа за 300 и не заборавајте, ве сака Сител и ве сака Марко. Чао!